Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш, 24 декември. Доаѓаме сосема до крајот нова 2025 година во релативно добро расположение, барем овде во студиото во Алфа. Време е за, ке речем, стандардната месечна рекапитулација, меѓутоа не, ова ќе биде годишна рекапитулација со моите двајца ководители за оваа вечер, професорот Жидар Даскаловски. Добре вечер, професоре. Добра вечер. И со меѓународниот експерт Раби Седрак, директор на ИМСС. Не можам да го запамтам целиот назив на институтот. Раби, добро вечер, благодарам за поканата. Да. Ке разговараме за она што се случи во последниве 12 месеци. Морам да признам, исклучително турбулентна година е позади нас. Во меѓународни рамки да не зборуваме, меѓутоа и во Македонија ќе се обидеме да ги опфатиме и двата сегменти, ако ни дозволи времето, се разбира, во најдобар случај. Многу би имало да се каже и за перспективата за годината која што е пред нас, за 2026 година. Професоре, можеме ли да направиме еден краток осврт што всушност прво да ги ставиме параметрите по кои што ќе ги оценуваме работите. Значи вака, за секоја држава, тука зборуваме за држава како Македонија и било која демократска, меѓутоа и секоја држава во светот што постои со секаков друг режим, од монархија до некој микс на комунизам и капитализам во Кина и така натаму. Значи за секоја држава оценката ја правиме врз основа на тоа како државата ги обезбедува следните компоненти. Значи прво и основно безбедноста на населението, на граѓаните, внатрешна безбедност и надворешна кон надворешни актори. Второ, треба да оценуваме економската состојба, односно благосостојбата на граѓаните, дали таа се зголемила, дали таа се намалила. Трето, треба да зборуваме за успешноста на државата во водењето на надворешна политика. Потоа, четврти параметар би бил обезбедување на јавните добра. Значи, тука станува збор за инфраструктура, за, не знам, образование, за здравство и петто последно ниво е легитимацијата на државата во однос на тоа зошто постои, која е основната поента на постоење на државата и како во оваа година што изминува, ние тука во Македонија или било за која држава да збориме во светот, сме го оправдале постоењето. Значи, не знам, ние тука треба да го оправдаме постоењето во смисло на тоа дека сме либерална и демократска држава, дека сме држава на македонскиот народ и останатите заедници и така натаму. Значи, тие би биле поред мене параметрите кои што треба да ги оценуваме во оваа емисија денеска и се разбира може да се осврнеме на Македонија, но можеме и да коментираме и регионално. Апсолутно, јас се согласувам со овој пристап, потполно ми се допаѓа затоа што не се однесува, не знам, на конкретни личности или на некој настан што се случил, не знам, во февруари, во јуни, додиме така туку за суштинските параметри по кои што се оценува на крајот на крајшта вредноста на општеството. Јас колку што разбирам, државата постои за на своите граѓани да им обезбеди квалитетен живот. Без тоа попусто постои, ако сме реални, не постои заради романтика само по себе. Раби, сепак на вие ќе ви се обраќам и на двајцата, иако сме долгогодишни пријатели, не е тоа греф, мислам дека почитани гледачи. Вие многу сакате да зборувате критички, би рекол, критички осврт да давате за работите онакви какви што се. Кога зборуваме еве за економија, за стопанство, во смисол на тоа како државата има возможува на граѓаните да функционираат во тоа така наречено капиталистичко обкружување. И сега да се вратам како што кажа професорот, една од многу битните работи е ова благосостојбата. А благосостојбата се доаѓа и врзана како и да е со економијата и со пари. И сега ние денес државите што имат они своји природни ресурси или другите ресурси за стварање на приход, без разлика дали се природни или се вештачки, гледаме дека, да кажеме, покомотно живеат отколку живеат другите држави каде немат вакви случаи. Во државите каде има реткоста или поретко се ресурсите и вакви, треба фокусот. Значи, еве направиме пример кај тука во Македонија, ние не сум ја некој економски експерт, но голем дел од нашиот буџет се делот, например, на казните и на даноците што ние
ги плакеме тука во Македонија, ама има други аспекти треба да се развиват, треба да се работи на тоа за да може да го намали товарот што го имат граѓаните во однос на даноците, во однос на казните, во однос на и приливи што ги пуштат од странци, затоа што има голем дел од македонци што работат во Германија, во Швајцарија, во Италија што пуштат пари тука во Македонија. И сега едни од основните, ако гледаме во земји што може да ги споредиме ние со Македонија, како на пример, зборам за земји што имат истите услови или истата, да кажеме, историска позадина, бекграунд, како на пример Жоржија, како Албанија, Грузија, како Албанија, како Молдова, како во овие држави, гледаме дека ние има фокус прво на развојот на туризам, затоа што туризам е нешто што може да влече пари со држава со нула капитал. Значи основно ако имаш туристи што доаѓаат да ја посетат држава и да се одат, ова е голема огромна добивка. Ја дадовте примерот на Албанија, Албанија експлодираше последниве години во туристичка смисла. Дефинитивно. И вториот дел е тие не се единствени две, ама кажувам дека најлесно две ние да ги направиме земјоделие. Да, сега ние имаме земјоделие, имаме туризам. Ние што правиме до сега во туризам? Ништо. Чекај, но се воведуваат нови авионски линии, извините, нема врска авионските линии со туризамот. Ова нема врска со... Помагаат во тоа, дворе. Значи, дефинитивно, сега, ова е транспорт. Делот на транспорт, еве, секоја недела имаме нова дестинација. Секој месец има нешто ново што се пушти. Ама ова, не сакам да кажувам зборот џабе, ама џабе имате врски кон цел свет, ако ние немаме конкретна стратегија на туризам, немаме конкретни проекти за туризам. Пак да се прашаме исто, еве, имаме летови до цел свет. Туристи што ќе дојдат тука, што ќе прават? Добро, може да додат во Охрид, може да додат во Скопје, може да додат во, не знам, во Крушево. Значи, има во реде, ама сега тој што доаѓа тука не може да оди 2 дена во Охрид, 2 дена во Крушево, 2 дена во... Ние, да не, сега збориме Скопје, се надавам дека ќе се подобрува состојбата на Скопје, затоа што може да кажеме дека како стана град на духови, сега, еве, со новиот градоначалник што вети дека многу работи ќе се сменат тука, мора овие работи да се прават за да може турист да дојде тука да не му биде досадно, затоа што он единствено што може да прави да јаде. Добро, брутално кажано. А што друго немаме, што да нудиме? И треба да се работи на тоа. И сега одговорните што треба да развиват стратегија за туризам, треба да развиват програма, треба да дадат програма за агенциите, за да не му биде досадно на туристот што ќе дојде. Не можам ја да рачунам турист што поминува низ државата како транзитира, ти ги викаат транзит. Не можам тој да го рачунам како број на туристите. Зборувате за оние што одат подолги дестинации, па во Македонија поминуваат на еден ден или два. Да, не за џабе државата направи, кажува дека тој што кој престојува повеќе од 4 дена во Македонија, ова може да го рачунаш како турист. Транзит не. И сега треба ние да се развиваме малце да може да приме туристи. Тоа ништо не сме направиле. Но како туризам сакаме, Раби Седрак? Имам една на пример информација која што постојано доаѓа од Охрид. Со секоја чест за Охрид, многу го сакам и многу го почитувам тој дел од државата, навистина е убавина светска. Дали ние сакаме тамо оно што се нарекува туризам за богати или сакаме туризам за просечни граѓани, ако може така се каже? Ова треба да ги одвоиме двете. Значи не може во стариот дел на Охрид, тоа мислам дека сите го доживуваме кога одиме во Охрид, го гледаме прекрасен, најубавите градови во светот, ама не може да биде тој стариот дел на Охрид што како Дубровник, како многу други градови во светот, ние да го помпираме вака со турбофолк и со вакви што како карнавал таму. Не може што се случува. Треба да биде на ниво. И сега Охрид може да се развие од другата страна за овој тип на туризам што привлече многу луѓе во Балканот од Македонија, може да се уживат во вакво нешто. А делот што е став да се го чуваме како што треба. Имаше обиди од влада да биде овој дел како Дубровник, да заштитен практично, Охрид треба да кога влезете во тој стариот дел, треба да осеќате мирис на темјан, треба да слушате одредена музика, значи треба да има одреден лик, а да не со змие жолти, со пуканки, со вкусна јагода. Тоа е еден дел. Другиот дел е земјоделие. Сега често кажам, факт како циркус е. И од другата страна делот на земјоделие. Што направиме ние во однос на земјоделие? Значи, нели субвенции се делат, нели, не знам сега. Сега ние пак се вратиме на тоа. Збориме дека ова држава може да рани многу држави
во странство. Теоретски е така. Да. Но ние купуваме земјоделски За производи. да може ние да Увезуваме. нашиот буџет треба да се зголеми процентот на експорт во него, треба да се зголеми процентот на туризам во него, за да може ние да се осеќаме дека имаме живот што е подобрен, што е поубаво. Ние до сега имаме спречки во однос на експорт на земјоделски производи. мислите? На извоз на земјоделски производи. Тоа треба да се работи на тоа. И затоа прашувам. Кои се проблемите кога зборувате за пречки, во кој смисол, административни? Административни пречки. Ова вреди да се спомна ова на брзинка, значи денеска сакаме да продаваме македонските производи надвор од држава. Се има 3 начини македонецот да ствара приход. Првиот начин да зема провизија од купувач, што не доликува тоа и не практично решение. Второто решение е да земи провизија од продавачот, од производителот. Тоа како јавна тајна, никој не плаќа. Никој не плаќа. Значи, возможиш све, на крај провизијата нема да те плаќат. Остана единствено што е логично решение или начин преку македонска фирма човек да ја купува од производителот е да ја продава во странство. Ама во тој случај он плаќа ДДВ тука. Добро. И сега знаеш како кажат американците, со среќа ако ти се враќа тој ДДВ. И сега, тоа е факт. И сега, ако јас треба да стварам приход, како трета фирма, да купувам производителот, треба да плаќам тој ДДВ што е 18%. За да можам да правам одреден профит, значи треба тука да се инвестира. Ако се инвестира 100.000, 200.000 евра, овој ДДВ треба, не да него, затоа што го плаќам ДДВ, треба да го вратам. Така е. Ма зошто таа маневра? Зошто да не добива exemption, значи Исклучок е тоа. Исклучок. Зошто не се прави исклучок за сите фирми што прават извоз надвор од Македонија, ова роба што ја купувате од Македонија, ако излезе во рок на 48 сати од граница со нотификација до царина, да не се рачуна ДДВ за нив, да бидат ослободени односно од решение, добро. Па тоа е интересно решение. Видите вака, ние Има вакви примери по Европа, по светот, по дека вака свет функционира. има. Ние направиме анализи врзани со земјоделие и како да може да се прави извоз. Направиме анализи во врска со се што е трговија со FMCG, што сите производи, fast moving consumer goods се вика, не знам како да го преведам, направивме за однос за туризам и сите тие решенија се многу лесни и се решават со многу мали измени во закон. Не треба целиот закон да се промени. Сега, Потребна е политичка волја, претпоставам за ова. Не, ја има политичка волја, Туку? ама сега треба од другата страна тој што прави анализи, што ги предлози овие решенија, да не копира од Србија, да копира можеби од други држави што имат успешно решавано на успешен начин овие проблеми. Тој е принцип, она што велиме, не откриваме топла вода, тоа што веќе постои, само треба правилно да се применува. Ништо повеќе од тоа. Се согласувам. Професоре, кога зборуваме за безбедноста на Македонија, јас имам чувство, може би грешам, дека во исклучително турбулентно време во кое што живееме, последнава година сепак е релаксирана кај нас. Ние сме навикнати да живееме со децении наназад под една стега на постојано чувство дека нешто тука лебди во воздухот и нешто може да се случи. Невралгичен регион, Балканот, буре барут, ќе пукне на Косово, се ова нормално го банализирам, ќе пукне во Босна, тука некој нешто ќе се возбуди, ќе прави, меѓутоа имам чувство дека и покрај се последниот период како да има и релаксација, дали се согласувате? Па добро, ќе кажам. Само да заокружиме, ако одиме една од петте точки за економијата, да кажеме, дека според статистичките параметри има добри показатели економијата. Кажа и овој премиерот дека сме биле во последниот квартал трета, мислам, економија во Европа. Што е проблематично? Инфлацијата. Значи, ако расте економијата, а нема инфлација, повеќе пари за граѓаните. Ама ако расте економијата и расте инфлацијата, може да дојде горе до унивелирање и всушност растот само да надокнади тоа што цените скокнале во Добро, министерката Кочовска вели дека супермаркетите или било каде. Министерката Кочовска вели дека во овој момент инфлацијата е под контрол. Да, во ред, не само коментираме на годишно ниво. Инфлацијата е на скоро исто ниво колку и растот, така што се нивелира. Се нивелира, да дадеме средно позитивна оценка во секторот економија.
со сите можности идни за развој во туризмот и во Па тоа никогаш нема крај, во земјоделството. принцип. Тоа е процес кој што постојано се менува. Добри се идеите, вака што ги спомнува конкретно Раби, јас се надевам има кој да се слуша сега, не како да кажам. Се надевам има кој да види, да чуе. Така е, да. Сега за економијата е тоа, а за безбедноста мислам дека внатрешната безбедност се подобри во ова 2025 година. Прашање е што во однос на надворешни закани. Ние имаше многу проекти и европски, на Европска унија во соработка со владата, па и на Британија како стратешки некој партнер сега со владата во борба против тие хибридни закани, тие малигни сили на Русија и Кина. Мислам дека реалноста на таа закана е минимална и дека во ред се спроведуваат проектите. Ние се браниме на некој начин од нив, иако мислам дека заканата е минимална. Она што загрижува е трката во вооружување во регионот. Точно. Значи Тука предвиѓаат Србија и Хрватска, ако не се лажам. Па сега и Косово, како да влегува гледаме во на игра, работите, ние мора да гледаме во однос на тоа што прават соседите. Ако тие ги зголемуваат безбедносните капацитети, се создава дилема дали тоа го прават за некоја одбранбена може би ситуација или го прават заради можни агресивни некои настапи. Но ние, професоре, секој живееме со илузијата, не знам дали е илузија, дека НАТО ќе не брани и тоа е тоа. Знаете, таа илузија се распрсна како балон, кога на детски роден некој ќе пукне, сите веднаш се растревожат. Се распукна балонот со настаните во Украина и со политиката на САД од како председател е Доналд Трамп. Имаме една реалистичка политика, трансакциона дури некој велат, каде што јасно е дека секој за себе мора да си се погрижи. Не може да гаите илузии дека некој ќе ве одбрани, дека некој вам ќе ви помогне. Во последен момент туку вие треба да играете капацитетите. Значи, да повторам, има раздвижување во регионот, се создаде дури некои сојузи. Точно. Хрватска, Албанија, Косово. Србија и Унгарија. Се спомнуваше и Бугарија во тој сојуз. Србија, Унгарија, Република Српска. Магично тука Република Српска е како некој меѓудржавен актор. Ние седиме на страна, меѓутоа јасно е дека се вооружуваат и Србија, и Хрватска, и Косово со помош на САД добива значителни воени капацитети кои што ние сепак мора да размислиме дали се само некоја гаранција за одбрана или можеби се можност за агресија. Во таа насока реформите на безбедносните сили во армијата и реформите на МВР се за поздравување. Мислам дека треба да се продлабочат, треба да мислиме самостојно, треба да мислиме со своја глава што се вели. Не е гарантирано дека НАТО ќе постои во оваа форма, не е гарантирано дека НАТО и да постои во оваа форма ќе ни гарантира безбедност тој член 5 дека ќе се активира во случај на некаква хаварија во регионот. Не знаеме како ќе заврши војната во Украина, не знаеме до каде ќе се протега идното руско влијање, не знаеме дали ќе има некаков нов договор од типот на Јалта помеѓу САД и Москва, каде што Европска унија и Европа ќе бидат турнати во ќош. Така што мислам дека од безбедносен аспект внатрешно е подобрена ситуацијата, се справуваат и со мафијашки структури и со евентуални предизвици од исламистички карактер, но во меѓународен регионален контекст капацитетите треба да се зголемат и на армијата и на полицијата. Сега тука имам подпрашање, условно кажано, ние сме сепак прилично на запад од конфликтот во Украина. Има неколку земји меѓу нас и конфликтот веројатно тоа ни дава некаква повторна илузија дека сме далеку од случувањата. Меѓутоа регионалниот момент сега тука малку ме збунува. Навистина, вие знаете подобро како професор по геополитика, ги следите повеќе, работите од мене. Објаснувањата што ги добивавме и сите експерти што јас сум ги читал велат дека во овој период барем Соединетите Американски држави без разлика на сите турбуленции сакаат на Балканот да има исклучително стабилна ситуација, без можност за било какви конфронтации, дури тамо кај што се најневралгични. Сега ако збориме реално меѓу србите и албанците, не знам, меѓу србите и босанците во Босна и Херцеговина. Македонија дури и овде се споменува во тој процес. Меѓутоа сепак инсистирате дека како беше волкот му е дебел вратот затоа што сам си ги како беше тоа, заборавив. Сепак волкот треба да се подготви за зимата, или односно овците да се одбранат од волкот. Да, но ние сме нихилисти во тој смисол, велиме добро, кој ќе не нападе нас и уште полош од кого ќе се браниме, ние гледаме какви сме утепани сме, што ќе се што да трошиме воопшто пари кога не бива. Во 2001 година бевме изненадени. Во 2001 година немавме ни оружје, ни БТР транспортери, ништо.
Од Чекавме денеска се браќата појавија, Бугари, да. се појавија од денеска некои групации во шумата на планината, на калето, ваму таму, и бевме тотално неподготвени. Мислам дека времињата се лоши на глобално ниво, треба да бидеме подготвени. Рави, се согласувате со? Ми се согласувам дека за поздравување работата на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана исто, затоа што може ова да се гледа дали врзано со регионалната безбедност, дали во внатрешноста тука, дали преку СЕФ-сити, дали преку сето ова гледаме тука дека има стварно СЕФ-сити е посебна приказна. Работат немче работа се гледа веќе подобрувањето и во многу работи и во постапки, процедури секаде. Сега во однос на сега регионалната европската безбедност, ја тука имам сега една теза, може таа теза не сите се согласуваат со ова теза, ама јас секогаш сакам да бидам на страната на да кажеме devil's advocate. Да како адвокат на ѓаволот, добро. Да кажам дека што ако не се случи вака, што ако не се случи вака. Сега ние гледаме што се случува моментално во НАТО. Ние сме член на НАТО. Има одредено ветување и очекување од страната на САД, зголемувањето на учеството од буџетот во секторот на одбрана, дека требаше да стигне до 5% до 2030. Гледам дека Македонија оди во многу добра насока и чекори кон тоа. Иако многумина не се задоволни со таа работа, морам да признам. Зборам во општеството, не им е баш мило што треба толку пари да се одвојуваат. Ма во ред, ама ние сме го зборили тука многу пати. Држава е војска. Војска е држава. И сега да не се доведеме во ситуација во иднина, гледајќи демографските промени што се случуваат во држава, да ни зборат нас после 10 години држава без народ и ја нудат за народ кој нема држава. Истата приказна што се случи во Блиски исток, во конфликтот со Израел со Палестина. Истите тие приказни, истите тие услови на разлика од време се случи исто. Кога ние со миграцијата што се случи, што може да се сопре во случај ако, да кажеме, ја развиваме економијата на друг начин. Исто за наталитетот, за сите овие фактори што играат голема улога во демографските промени. Ако ние продолжиме вака, државата ќе биде празна. Ако држава стана празна, еден ден ќе стана предмет, да дојде некој да каже, еве, Македонија е празна, ова го зборувам и за Бугарија, значи ова секаде Бугарија. Па важи за целиот регион. Нема ни 4 милиони во Бугарија што живеат. Во Србија е слично, во Хрватска е слично. Така да ќе дојде еден ден, ќе дојде некој друг народ, ајде да му даваме од држава за живење. Да му дадеме држава за живење, добро. Грубо звучи, меѓутоа. Така беше смешката во 1932, кога збореле за Палестина, за Израел. И сите се смееле, како бе ќе се населиш целиот народ таму. Кога стварно? Денеска имаш Израел, што е сакав да кажам, постои и е фактичка состојба. Така да тоа е едно сценарио што не треба да кажеме да задвараме, ако треба да размислуваме на него. Вториот дел, what if, што ако се случува нешто кон нашиот пат кон евроинтеграција, на пример. Патот кон Европска унија. Повеќе блокади, повеќе вакви работи, со исто време ти меѓу внатрешната, да кажеме, кавга што се случува помеѓу САД, Канада и другите држави во Европа, во НАТО. И каде ќе бидеме ние? Затоа треба, ако се повикуваме на националната... Тоа е многу компликувано прашање. На националната стратегија, новата стратегија на националната безбедност на САД, каде експлицитно зборува за овие работи, потврдува тоа што вие го кажавте на почеток, дека им одговара да имат стабилен Балкан. Каде кажале дека земјите што ќе продолжуваат кон учеството и растот во делот на одбрана да стигна до одреден ниво, ова е потенцијал да има да кажеме вид од билатерална соработка помеѓу САД и помеѓу овие држави, како во случај со Романија и со Полска. Така. Значи има со Полска ваков договор со САД, тоа без разлика на НАТО. Го има тој билатерален договор. И без разлика што Полска е во ЕУ. Да. И без разлика исто Романија. И зошто да не тоа како една опција, сега другите може има и контратези. Добро, ние имаме стратешки договор со САД, што? И ние во исто време, ако гледаме дека европските земји нема да достигнуваат до 5% од GDP како учество во одбрана, а ние продолжуваме кон овој пат, зошто да не бидеме ние потенцијална држава за следниот договор помеѓу САД и помеѓу Македонија,
И веќе има темплетот на договор. Има основа, добро. Да. Тука ме интересира, професоре, ова е многу важно прашање што го загатна Раби. Мене никогаш не ми било до крај јасно, иако сме го зборували и во оваа емисија и во други гости се разбира. Значи Македонија е природно во Европа. Ние тежнеме кон Европа затоа што сме Европа. И цивилизацијски и како сакаме. Ние сакаме да бидеме дел од организацијата ЕУ, меѓутоа од континентот сме. Со САД имаме убави односи, тоа е во ред стратешки, не знам какви. Навистина е компликувано во ситуација кога веќе гледаме дека постои таа една дискрепанца, кажам, не непријателство меѓу САД и Европа, како мала држава која што има аспирации да стане полноправен член на Европската унија, сепак да успее да ги следи и своите стратешки односи со САД, а во исто време да игра улогата и на земја која објективно е дел од Европа. Добро, тој баланс тука доаѓаме до третата точка. Јас одам систематски. Тие пет ги кажав на нема почеток проблем. и сега не остапувам од нив. Третата функција на државата е водење на надворешна политика и промовирање на своите интереси. Прашањето е на место дали во иднина ќе се продлабочи конфликтот, тоа е на виделина дека така ќе биде помеѓу Вашингтон и Брисел. Дали во тој конфликт ние треба да се позиционираме повеќе кон ЕУ или кон САД? Прашањето е за дебата, се разбира, и е нешто што во пракса се покажува како голем предизвик за оваа влада. Не сме да биде грешка, тоа ми е зборот. Не сме да се направи грешка тука. Предизвикот го гледаме и во однос на тоа како се гласа во организации од меѓународен калибар, како Организација на Обединетите нации за одредени резолуции кои што ги промовира САД и кои што, да речеме, ние сме за, или кои што ги промовира Европска унија, каде што ние сме помеѓу чеканото и наковалната во некој случај. Битно е да се каже дека по објавувањето на таа стратегија за национална безбедност во Вашингтон, морето се разбранува во Европа. Очигледно е дека САД нема да попуштат и по или тоа беше денеска всушност одговор на санкциите кон Твитер, Илон Маск и мрежата X на Европската унија во регулативата на платформите и работењето на истите во однос на дискусиите и слободата на говорот. Значи, тоа е тема која што е голема. Постои еден документ Digital Services Act, закон на Европска унија, кој што регулира работењето на платформите и кој што генерално на САД не им се допаѓа, сметаат дека се цензурира слободата на мисла и говор, и веќе се во отворен конфликт тука, каде што, замислете, САД им стави санкции на фактички тие луѓе кои што го смислија законот, да не може да влезат во... Забрана за влез добија, просто неверојатно, да. Ние, според мене, економски не можеме во брзо време да се преориентираме за подобра и целосна соработка со САД. Ние сме сврзани со економијата на ЕУ. Така што Овде не е само економија, професор, овдека е објективната географска блискост, фактичката состојба дека си тука, то не сме ние Израел, па да можеме ќе ги игнорираме соседите, ќе се занимаваме со Америка. Ние сме тука, а Виена е на 1000 километри тука, не е на 10.000. Да, во таа насока ќе го кажам става дека ние мораме да играме на некој начин наводници со Европска унија, да не го занемаруваме ставот на САД. Меѓутоа, поаѓајќи од тоа дека стратешка цел секогаш ни била од времето, 20 години, мислам, првите влади ја ставија стратешката цел дел на ЕУ и НАТО, мислам дека тука треба да бидеме пофокусирани отколку да ги продлабочуваме односите со САД. Немам против, напротив, треба да ги развиеме тие односи, но да првата цел да не биде ЕУ и во таа насока да оцениме годинава како слаба, односно поразително слаба во однос на европроширувањето и интеграцијата на Македонија во ЕУ. Не успеавме и оваа година, 2025, да мрднеме од ќорсокакот кој што ни се наметна со така наречениот француски предлог. Јас постојано во сите овие емисии сум зборувал дека потребна е акција на Македонија и резолутна акција, бидејќи де факто она што го знаеме од настапи на европски чинители, ја имаме поддршката од Брисел за некаква акција која што ние не ја правиме, упорно не ја правиме. Не можеме да седиме и да коментираме дека Европа треба да има разбирање за нас, дека Европа треба да свати дека... Кога очигледно нема разбирање.
Нема, брутална е политиката, реалистична е политиката. Нити ќе се насмевне и ќе каже, да, погрешишме и Бугарија е во погрешна позиција кон вас. Не. Ние треба да направиме конкретна акција и мислам дека тука оценката, барем од моја страна, е негативна за водењето на дворешна политика на Македонија во однос на тоа прашање. Добро, принципиелно окей, Раби секогаш е по-директен, кај него едноставни се работите, интересот е тој, тука остануваме, нема тука што, но ние мораме да ги земеме во предвид секогаш и историските конотации, мораме да ги земеме во предвид релациите кои што објективно постојат со ова или со она земја. Дипломатија не е обична играчка. Дефинитивно, ама ние треба, значи, како што треба да земеме во предвид сите овие работи и историја и вакви работи, треба да земеме во предвид сегашната состојба. Тоа го викат as is, што е сега. Без разлика како ние ја наследивме државата во 2024. Наследивме лоша држава, да не се лажеме. Ние сме актуелен член на НАТО. Ние не сме член на Европска унија. Имаме обврски кон НАТО. Имаме обврски кон Европска унија, ама ние сме член на НАТО. Сега не сме член на Европска унија. Имаме Европска унија како клуб. Има услови за да може ние да се члениме во тој клуб. Ние од 2008 мислам дека Македонија се труди да ги исполнува сите услови, сите овие да стигнеме до. Но кога јас зборев пред малку за делот за Европа, ама ние се гледаме себе супер да гледаме себе да се напредуваме, ама од друга страна гледаме скандалите што се во Европа моментално. Што се објективно видливи, да. Со корупцијата, со овие работи. И сега ние признаваме дека имаме проблем во Македонија врзано со корупција. Федерика Могерини доаѓаше овдека како вертикала морална, па сега е Федерика Могерини, мислам дека јас единствен што сум напишал на нејзина зината историја, од каде доаѓа и што дошле да прави во Македонија. Има сигурно и други што го разбират и го сваќаат тоа, ама пола од држава, како што гледам сите, ја гледат Могерини како спасител. И сега, денеска сакав да кажам дека има внатрешни скандали во Европска унија. Овие внатрешни скандали, без разлика сега кој е извор, овие доведуваат во окинување на одредени грантови, фондови, што може да ја помагат држава во многу проблеми. Затоа што треба да се даваат на Украина. Да, и не само за Украина, заради скандалите што не ги имаме тука, во врска со ИПА и со друго. Така да, ја мислам дека паралелно ние треба да се го направиме домашно. Премиерот излезе, ја води војна против административната корупција, што до ден денеска уште стои и вреди. И тоа да се спомнува, да им кажеме дека банките во Македонија не ги признават државните документи што издадени од државните органи. Тука зборуваме за оние што се даваат, како се вика, електронски. Значи, што е многу не чудно. го признава изводот на родини, не го признава и не ја признава тековната состојба од Централен регистар, не ја признава решението од Централен регистар. Ве молам, ако не слушат, да видат како може да го решават тој проблем. Или да ги притискат банките да ги признават документите, или нека прават закон да ги укинуваат барањето на вакви документи, затоа што ова незаконски банка што работи во Македонија, што доби дозвола од Народна банка да оперира тука, да не ми признава документ издаден од државен орган, ова е криминал. Се согласувам, но само да расчистиме, ова се однесува на така наречени електронски изводи што се издаваат. Да, дефинитивно. Ви се бараат оригинали, тоа јас го разбрав, оригиналите, значи оние на хартија. Иако елекронскиот по дефиниција е оригинален. Не признават ниту тоа што е на хартија, затоа што има случај во банки каде барат кога место да одиш со тековната состојба, што е тековната состојба е резултат на поднесувањето на над 15 документи во Централен регистар за регистрација на правен субјект. И денеска даваш 15 документи во Централен регистар, што за 1 саат те основа фирмата и одвора фирма, ви дава документ со печат, како што рековте, одите во банка не ви ја одвори сметката. Банката сака да види акт на основанието на фирма. По кој право го барат ова? Тоа е моето прашање. И сега треба тука надлежните институции во држава, прво Народна банка, да врши надзор како што треба на перформансот на банките, место да се фаќаме ние со провизија од 1 денарче и 5 денарчињата, да се гледаме работите што се навистина спречка на бизнес. Ова е како сите банки во Македонија работат против влада.
Да, многу сурово звучи. Ке дојдеме многу брзо до овој дел, само не можам да одолевам да го прашам професорот, бидејќи зборувавме за надворешна политика и генерално односите со ЕУ и со САД. Токму денеска председателот на Украина Владимир Зеленски зборуваше за новиот обновен предлог за мир со Русија по инакви точки. Не знам, да не ги набројувам, бидејќи темата сепак не ни е тоа, не знам, Русија да се повлече од исто толку што ќе се повлече Украина од линијата на фронтот, да стане слободна зона, ако не се лажам, Донецк целиот, да се потпише договор со кој што Украина ќе биде бранета како по членот 5 на НАТО и така натаму, но еден дел мене ми остана како забележителен, вели итно влегување во Европската унија на Украина и дури и предлага дати 2027-2028 година, во смисол не е важно 2027 или 2028, као вред. Можеме ние 2028 да почекаме. Па вака сега како список на желби е доволно е планот. Ама список на желби, меѓутоа тој план го изведи откако разговараше со тројката на на најбитните европски луѓе во моментов. За конкретнава тема, значи темата е дали е изводливо 2027-2028, процедурално бирократски не е изводливо. Вие по игра на случаи да се отворат веднаш и да се затворат сите кластери и така натаму. Само номинално за еден месец. За месец дена повторно ви треба период на ратификација на договор кој што би се постигнал нели ЕУ и Украина. Ратификацијата траела во хрватскиот пример 3 години. И сега невозможно е 2027, па и 2028 и со најголемата волја да се направи. Но зборуваме за политичка волја. Председателката и во незиниот годишен говор пред собранието рече, ако политичка волја постои за Украина да се вклучи во Европската унија и да се пренабрегнат останатите објективни и субјективни проблеми, зошто да ги нема и за нас? Истите правила. Зошто се опатува тоа прашање до парламентарците да јавноста тука? Што ни се обраќа нам председателката? Треба се обрати таму кај што треба да се обрати. Па верувам дека и таму се па што е резултатот? Треба да слушаме резултати, достани се нас лажни ветувања и коментари, не е фер играта, дајте да помогнете ни. Резултати ни треба. Како се мора да разбереме дека се што правиме треба сами да го направиме. Не, јас бев дека зборувам за моментот на влез на мала врата. Ако пројде за Украина, може да не пројде за Македонија. И покрај се, и покрај тоа. Се, да. Значи ние треба да Што така да кажеме дека во овој момент Европската унија заради X причини е поставена така што едноставно дури и во најкритичен момент може да одигра, сега ова е нели прашање што не ги знаеме, негативно за Македонија. Дури таму каде што објективно би можело да се отвори простор. Така е. Освен некој голем пакет кој ако решат сите да влезат, па ќе влеземе тогаш наврат на нос, вака поединечно не гледам начин да се отвори таа бугарска врата. Со ваква политика што имаме. Значи има предлози разни, има предлози на професори, институти, јавни искажани кои што кажуваат како да се постапи во однос на уставни промени, да се осигураме, како да се постапи во однос на тој фамозен втор записник од меѓувладина седница. Сега оваа година помина и ништо не се направи. Добро. Да се вратиме на проблемот, извини овака за овој влет со споредна тема, односно не е споредна, меѓутоа сепак. Раби, ви имате големи замерки за она што се нарекува административни проблеми и тоа практично го загатнавте во претходниот дел од И само да кажам, Раби ќе се зборува, се разбира, ова е влегуваме во оценката на темата дали државата ги добро ги нуди, ги исполнува, доставува јавни добра. Значи администрација е тука, инфраструктура, образование е тука. Вие сакате професоре да го ставите тоа во контекст. Четвртата тема е тука. Меѓутоа Раби ја однапред ја отвори, тоа беше зборот. Да, извини, дека дојде муабет кога зборуваме за Европа и за САД и влезеше муабет како што е за загадувањето, што исто вреди да се збори. Значи тука кога стана збор за стандарди за одредени работи што треба да ги исполнуваме, загадувањето е една од темите што направиме со нив. Значи јас открив случајно дека тоа не знам дали точно или не, ама треба да инспекторот да се најавува 3 дена пред
одењето во објектот за инспекција. За да провери дали тој објект загадува. Сега на што личи ова? Па за 3 дена тој има време да направи што сака, тој теоретски собственик. Ја гледам тренд веќе повеќе години го посматраме ние како сите фирми, дали сега за загадување, дали за поскапување на производите, дали за ЕВН, дали за друго, што ги соберат и на пример еве тие што формираат јавно мислење, новинари, не знам што, им прават еве пред новогодишни слави, прегвагви, заради пиар и маркетинг. Сега да ги фатиме ние работите како што треба. Ние не можеме да го решаваме проблем со загадувањето. Загадување. Значи тој што загадува, дали фабрика, дали тврли гуми, дали гори керосен, тој исто диши и истат воздух. Но уште дебатираме ние на таа тема и уште имате дел од луѓето што тврдат дека главното загадување, особено зимно време, е затоплувањето од несовесни граѓани, други ќе ви речат, не смеам да ги спомнувам фирмите, ама тие и тие фирми загадуваат, трети ќе ви речат фамозните Вардариште и Дрисла, иако тама во последниве, да бидеме искрени, период нема смрдеа макар. Ма во реде, ама не вака, значи еве загадувањето е едно, водата, канализација. Не во Скопје имам населби што немаат вода, немаат канализација, и за каква Европска унија збориме? Така да, извините вака, значи, сега, не ветување или не, ние треба да исполниме одреден стандард во се, не само во загадување, не само во струја. Па за тоа не треба Европска унија, тоа заради себе треба да го направи. И врвна се и во корупцијата, и во владењето на право, и во добро владење на институциите, и кога се носат одлуки што се прекрасни одлуки, прекрасни измени во закони, во собрание, се да дојде во имплементација, после на крај некој што седи на најдолниот, да кажеме, во хиерархијата на шалтер, он ја опропастува работата што ја прави целата, да кажеме, оркестар, затоа што тоа е како оркестар. Кога има собрание, има пратеници, има влада, има... Чек, ве молам, ова е многу важно прашање. Сигурни сте дека е вака? Кога го кажувате, затоа што ви велите, сега мораме ова да го расчистиме. Ако велите дека е направена добра измена на закони, и кога доаѓа до имплементација од највисоко ниво кон надоле оди добро, и вие велите последната карика е таа што знае да го направи проблемот, па како е тоа возможно? Затоа што тој што е шефот на таа што седи на шалтер не знае да го чита и да го толкува законот. Тоа сме го збориле тука. Законот експлицитно кажува 2 реченици. Тој што седи не знае да го чита. И сега, ја заради некој пак Ѓургица што е виртуелен, се разбира, не постои, да. Го кажуваме што не постои, што не знае да го чита закон. Жане од кадрово, така беше изразот. Ние настрадиме ние во процедури, во било што од извод од матична книга до лиценца за фирма или за извоз или за било што друго. Значи уште треба, ви кажувам, еве, секогаш се буневме дека законите се лоши. Така, еве законите се променуваат. Еве излегуваат, носат одлуки. Но зошто тоа се случува? Применливи одлуки. Едниот дел е, вие велите, не знае да прочита, се тоа вака малку грубо изгледа. Ама не знае да прочита? Не верувам дека е тоа случај насекаде, може би има мал процент. Не знае да го толкува. толкува. Мора да има и друго. Не знае да го толкува. А можно ли да има и тоа политичка конотација? Некој намерно, условно кажано, да саботира? Ема и намерно се саботира тоа. И сега, ако ние знаме овие работи, и другите сите мислам дека ги знаат веќе, значи уште има структури што сакат се да уништат. Затоа што уште тие не сваќаат дека двигателот на економијата е голем дел се приватните фирми. Ако приватните фирми не може да работат, од каде ќе има приход државата? Ова како во Стопанска комора да работите, Седрак вака зборува Бранко Азовски, ако не се лажав, приватните компании, не велам дека не е така, се шегувам. Меѓутоа, во принцип, ние се уште го имаме оној социјалистички момент кај нас и не ја разбираме суштината на тоа дека во капитализмот приватните компании се тие што го носат развојот и тие се тие што го полнат буџетот. 90 и колку поsto. Дефинитивно. Сега, премногу регулации имат, премногу регулации од банката, премногу регулации од секоја институција што па што треба да направи како во Аргентина што направи председателот онаа регулаторна сатара, нели тој се шеташе со моторна пила и велеше вака ќе ги сечам. Ама тоа сме го збореле тука. Треба да одат, еве, да се земат 10 луѓе и да ги примат. Сме го зборели, мислам дека тука кога рековме. Можно? Треба, еве, влада да кажува овие 10 луѓе што се нивната работа да ги решават тие проблеми на лице место. На лице место. Како се дојде инспектори, контролори. Нема дефинитивно, ама со decision making capacity, значи со капацитет на носењето на одлука, за да оди, сега да дојде, затоа што ние голем дел би требало да биде од директни инвестиции во Македонија, од инвеститорите во Македонија. Сега ние супер донесеме инвеститорите тука, ама после
првите 2 недели на инвеститорот во Македонија во еден круг да прави во институциите, ма не сака да оди да инвестира тука. Ке му се збоктисат народ И ти кажа. затоа ќе има некој што ќе оди он кај него, ќе го фати со рака во кола и ќе ода директ во институцијата. Кој ги прави овие спречки? Тој. Го фатиш, го избркаш надвор, земиш некој друг. Нема друг, дигитализирај го. Нема ни потреба од човечка интервенција таму. Значи треба помалку да се дерегулира ова за да може фирми да работат, за да може да носат приход. Да, тој јас би го нарекол дури судир на ниво Америка, Европа. Европа ужасно бирократизира, Америка дерегулира. Америка Америка е премногу има бирократија во Америка, но Америка значи се има одреден систем. Ако помина готово, нема тука враќање. Сакав да кажам дека во Америка може да се случи значи на висина има бирократија. Може трае малце повеќе. Немат они лична карта за 2 дена да ја вадат. Ама кога ти ја вади готово, вадена е. И веќе нема други проблеми што би излегувале споредно. Сега ние тука уште се занимаваме со вакви со изводи што луѓе што штансат изводи во матична книга на народине на тоа што го читаме некаде во вести, а ние сакаме тука инвестиции да правиме. Малце. Добро. Останува време таман за последната тема, професоре. Па во врска со оваа предпоследната, Слободно. имаме напредок тука, јавните добра што ги обезбедува владата, вклучуваат инфраструктура, тука видовме напредок. Тоа е објективен напредок сега, да не се лажем. Реформите во образованието се бавни, се уште се крчкаат, како би се рекло народно. Се надевам ќе побрзо министерката и во високо образование, новиот закон и генерално во образованието да се променат нештото на подобро. Здравството повторно имаме најави, повторно имаме обветување дека ќе се остварат нови клинички центри и така натаму. Значи таму оваа година подготвителна фаза е да кажам. Министерот обстана изгледа обстана. Денеска се сменија некои министри, тој за здравство остана. Дигитализацијата е во процес, го слушаме министерот, меѓутоа и тоа е во процес. Значи ако на факултетски од оценка ако даваме, седмица би можеле да им дадеме во оваа област. Ова е нешто повеќе од природна би рекол. Па предходно падна на надворешна политика. Барем кај мене, се разбира. Но колку овој преводен период, ако така смееме да го наречеме, колку смее да трае? Бидејќи ние сме познати по тоа што знаеме да заглавиме во преводни периоди, впрочем ние имаме транзиција 35 години, најдолго во свет. Видете и тука треба да се дискутира и реформата во овој системот кој што е рак рана, значи правосуден, судство и така натаму. Посебна приказна. Добро, еве, даде оставка јавниот и тука бавно, значи бавноста е проблем за секоја влада. Нема оваа влада да може нема да има комфорт до година да каже ние подготвуваме закони ќе биде. Веќе до година ќе се очекува реализација на кој да е реформа, во која да е сфера во јавната. Тоа зборуваме, значи сметате дека веќе следната година тоа е тоа. Нема понатаму простор. Сега последната работа што секоја држава ја прави си го легитимизира поредокот, легитимизира владење. Ако си либерална демократска држава, либерална демократска. Ако си држава на македонскиот народ и другите народи делови како е формулацијата, таа е легитимацијата. Сега ние фактички изгубивме Македонија после предавството на Зоран Заев и СДСМ со Преспанскиот договор. Не постои Македонија веќе и таа земја сега постои таа со придавката, добро? Таа со придавката. Меѓутоа и оваа влада има обврска и треба да го знае на пример дека се во меѓународниот код кратенка како и да е на земјата е МК, не е РСМ. Гледате милион соопштенија од секакви институции во државата со тоа РСМ. Непостоечко. Ние сме, значи МК и МК да меѓународниот код. Мора на такви мали работи мора да се внимава. Премиерот кажува во пракса го искоренивме северџанството, да речеме. Во пракса дури политичари кои што го донесоа Преспански користат само Македонија. Се го гледаме тоа во случајот со СДСМ се разбира, да. Во случајот на СДСМ. Затоа што е опортуно, ворете. Политички поени на партија и се обидуваат да се вратат во народот, да се вратат во играта и така натаму. Меѓутоа реални чекори ние не превземавме, не презедовме. На времето претседателката кажуваше ќе создаде меѓународен тим на експерти како да се анализира Преспанскиот договор, како да се на некој начин действува, се врати името и така натаму. Сега веќе тоа не се гледаме дека не се случува. Ние тоа го заборавивме. Но гледате дека на една најобична изјава на премиерот грците веднаш реагира. Па и со право реагираат. Сега имаме меѓународен договор кој што го официализира и го обврзува лидерството на оваа земја да користи тоа ОАНС.
Но и треба да продолжиме во други сегменти да гледаме. Што се случи со луѓето што заглавија по затвори намерно, лажно обвинети за 27 април? Некој од нив веќе и почина. Македонија како земја на македонскиот народ има обврска кон тие луѓе, а некои од нив сега веќе умираат и веќе не се меѓу живите, Бог да ги прости што се вика. Значи, ако државата постои за македонците и за другите се разбира, треба да постои за македонците. Легитимизацијата на таа држава е отсутна, не се спроведува. Тука, значи, имаме очигледно година каде што не сме работеле како што треба. Јас не давам преодна оценка во таа ствар. Добро, категорично. Да. Раби, сосема за крај? И за крај ова сакав да кажам, и грејота сега во местата каде сме напредиле, каде сме долги години тука се буниме од законите, ги смениле законите, направиле нови закони, има нови директиви, има нови акти, има нови сето тоа, се ова да го жртвуваме, зошто? Заради некој што седи на шалтер или заради некој што не знае да го толкова, што намерно го саботира тие работи. И затоа треба сега да не Значи да не се чека одма да се оди да се лоцира каде е проблемот, ако проблемот е во промена на луѓе, ова многу лесно. Ке се го промени овој, тој ќе става и некој друг таму што знае да работи. Ама грејота да губиме сите овие, да кажеме, промени што се случиле затоа што ги читам, ги гледам, прекрасни закони има сега, ама тие што седат доле не знаат да ги толкуват, па не е таа, има некој друг што сака да саботира тој, да кажеме, еве успехот во овој дел. И сега треба тука акција да се превземе. Значи, сосема за крај, благодарност до двајцата што одвоивте време повторно, за големо задоволство мое, верувам и на гледачите, да позборуваме, да направиме една рекапитулација на процесите, а не на самите случувања, со професорскиот жаргон на професорот Даскалски, јас би рекол дека имаме преодна оцена, меѓутоа таа нема да биде доволна во перспектива, ќе мора многу по дрско би рекол, по директно да се действува во сите сфери, ако сакаме да се заштитиме, ако сакаме да си ја гарантираме не само безбедноста, туку и квалитетниот живот во секоја смисла на зборот. Тука ми текнува на една позната песна на покојниот Бора Џорџевиќ од Ривља чорба, на истоку старе прича, на западу ништо ново. И сосема за крајот вели време без промени углавном лоше, не ви треба превод, почитувани гледачи, навистина ќе биде лошо времето, снег на планините, дожд по градовите, но има такво е сепак. Само ако веќе со метафори зборуваме, има една друга наша македонска, Исток не отпишува, Запад не запишува. Запад не запишува, да. Тоа се разбира во снека нова 49-та година, најпознатата реплика, веројатно. Жито Даскалски, Раби Седлак, ви благодарам за гостувањето и посакувам среќни празници, да ги поминете во мир и љубов со семејството и со пријателите и да се видиме следната година повторно во ова студио. Благодарам поканата. Почитувани гледачи, овде ја завршуваме рекапитулацијата на годината и практично работната недела за Заспи ако можеш. Меѓутоа, да најавам дека, освен што репризито издание се разбира нова емисија ќе оди утре во 15 часот, повторно ќе се гледате со мене во понеделник во 22:30, а потоа и во вторник, пошто неколку дена ќе има, се разбира, пауза. Како и да е, тоа беше се за вечерва, јас ви посакувам пријатна ноќ.